Денеска на пресконференција на одговорите на подсистемите во рамките на подружницата Брегалница на водостопанство Македонија беа објавени и направените измени на планот за наводнување за 2017 година. Практично се работи за драстично намалување на површините под орис, кои ќе бидат пренаменети во други култури кои се помалу потрошувачки на вода. Причините се неповолната хидролошка состојба во регионот, слабите дотоци во реките и недоволните количини вода во акумулациите. На пресод, директорот Никол Чагоцев ја објасни алармантната ситуација која претходи на наводнителната сезона. Сите прогнози кои што ги следиме и ние, и секако водокорисниците, и официјалните прогнози од Хидрометеоролошки завод, не ветуваат ништо подобро. Значи некаде до почетокот на мај, колку што може да се види од сега, нема никаков дожд. Односно тоа што е предвидено сега е многу минимално, по некои си 2 до 3 литри. Речи си, не е доволно нити за житните култури. Треба да бидеме сите дисциплинирани, да бидеме заедно во оваа густа работа која што ни искочи непредвидена и да надминеме оваа криза. Поред него, од аспект на хидролошката состојба, регионот го очекува природна непогода која најверојатно ќе наметне периодично наводнување. Би сакале да напоменеме дека и покрај овие 2000 и нешто хектари кои што ги имаме одбиено, треба уште 500, односно 600 и нешто хектари да бидат дополнително одбиени, за да можеме да бидеме и ние и водокорисниците да радат. Се уште постои опасност, се уште постои голема опасност. Значи, со оваа хектаража која што е во моментот оставена, да имаме големи проблеми и ние и водокорисниците во текот на целата сезона. Односно, би сакал да напоменам дека и во Свети-Николскиот дел, и во Штипскиот дел, како и на целата територија на подружница Брегалница на действување, секаде оваа година ќе има рестрикции поради ова време. За да се надминат очекуваните проблеми околу наводнувањето, тој апелира на разбирање од земјоделците, максимална дисциплина и рационално искористување на водата. Би сакал да им се заблагодарам на сите водокорисници за разбирањето, затоа што и како нив што им е тешко, така и нам не е тешко. Сето ова кратење значи кратење и за нас самите. Затоа во оваа ситуација сме сите во една непредвидена, односно непожелна ситуација на никого и се надевам заеднички ќе се избориме. Дека состојбата е драматична, зборува податокот дека на едно место во водостопанство Брегалница се собраа сите раководители на подсистеми кои објавија кои полиња планирани за орис се одбиени. Значи, согласно новиот коригиран план за наводнување во КО Кочани, под орис нема да се сеат следниви површини: Босевица, Студена вода, Средорек, Бел камен, Средно поле, Лака и тоа, додека во КО Горни подлог нема да биде под орис Горни Лаки, Пазарски пакт и Сува Кукудина, во Долни подлог нема да биде под орис Самарџиски врби, Теранско поле и Стари Оризи, и во делот на Мојанци нема да биде под орис Лака и Ормански ливади. Значи во подсистем Оризарско поле ќе бидат одбиени полињата во КАО Истибање Долно поле, Истибанско, во КАО Оризари, така нареченото Мало поле, кој ги опфаќа полињата Куново, Дренска вада и Црвени срп. Во Привачево ќе биде одбиено полето Бавчи, во Градовци ќе биде одбиено Утрините. Катастарска општина Облешево, Бански пат, Бел камен, Гладно поле, Герем по високиот дел кој фаќа према Подлошки пат. Катастарска општина Бања, Бански пат, Банчица, Груач, Криволица. Катастарска општина Теранци, место викано Горе Норман, Доле Норман, Бавчиште и Мери. Катастарска општина Тркање, Кашел Брест, Голем Брест, Подлозја, Криволица, Круша, Чумулига, Бара, Подкантон и Герен, горниот дел кај што доваѓа до Подлошки пат. Полиња кои нема да се засеат со оризова култура, као Чешиново, Горни Гирени, Стари Лојзер, Големи ниви, Кинџурка, Мазникови авлии, као Спанчево, Долно поле, Средни пат, као Лепетелци и Новоселани, комплет се убива. Бања, Ливади, Бурилчево, Шамак, Пригор, Ели, Чифлик, Гладно поле, као Уларци, Купривица, Кочански дел и као Жиганци, Ваганица, Долчиница, Богатинци. Ги наводнуваме следните полиња: во Јакимово Виница, само Јакимовско поле, и во Зрновци, Лака и Стара Лака.
другите полиња ќе се предвидени за крски култури. За каков сушен период се работи од крајот на ланската наводнителна сезона досега, зборува податокот според кој во Калиманци се влеале само 30 милиони кубици вода, кои заедно со заштедените лански 35 милиони кубици достигнуваат залиха од скромни 65 милиони кубни метри вода. Вкупниот капацитет на Калиманци изнесува 120 милиони кубици.